Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Ја започнуваме нашата дневна емисија, односно утринска емисија, која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот, Извор на надеж. Секоја емисија започнуваме со библиски текст и со убави мисли, паеве, и во оваа емисија ќе читаме текстови или еден текст од посланието до Римјаните, 15 глава, 13 стих. Еве што вели апостол Павле: Бог на надежта нека ве исполни со секаква радост и мир во верата. Апостол Павле во овој текст го нарекува Бога Бог на надежта, затоа што секоја вистинска надеж има свој извор во него. Човечките ветувања се минуваат, луѓето се минуваат, стареат, умираат и едноставно ги снемува. Меѓутоа, секако и околностите често пати носат разочарување во нашиот живот и затоа не треба да се надеваме на човек. Но кога човек ја гради својата надеж на Бога, неговото срце се исполнува со нова радост и мир. Таа надеж не е само желба за подобра иднина, туку сигурност дека Бог го води нашиот живот и дека неговите ветувања ќе се исполнат. Па нека и во овој нов ден кој Господ ни го подарува, Бог да биде извор на нашата надеж, како што вели апостол Павле: Бог на надежта нека ве исполни со секаква радост, мир во нашата вера. Одеме сега со една убава песна, потоа ќе слушнеме и молитвата Татко наш, односно Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Бог
Живот како нежно цвеќе што се раѓа и вене и што на крај од се ќе остане. Затоа патнику што страдаш, погледни сега нагоре кон домот наш небесен. Биди среќен, полн со вера, Исус спасни доаѓа, ќе не води тој во вечноста. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божја љубов живе. Христовото преображение, исцелување на човек со нечист дух, второто пророкување за страдањата, борба за првенство, понизените ќе се возвишат, потребно е чување од соблазни. Глава 9. И им рече: Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, дури не го видат Царството Божјо дојдено во сила. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована и ги одведе сами на висока гора, насамо и се преобрази пред нив. А лиштата му станаа светли, многу бели како снег, какви што белилка на земјата не можеше да испели. И им се јави Илија со Мојсеја и разговараа со Исуса. Тогаш проговори Петар и му рече на Исуса: Рави, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 сеници, една за тебе, една за Мојсеја и една за Илија. Зошто не знаеше што да каже, оти беа многу уплашени. И се појави облак, па ги засени. И од облакот дојде глас кој велеше: Овој е мојот возлюбен син, него слушајте го. И одеднаш, кога погледнаа наоколу, никого веќе не видоа покрај себе освен само Исуса. А кога слегуваа од гората, им заповеда он: никому да не кажуваат што виделе додека Синот човечки не воскресне од мртвите. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг што значи тоа, да воскресне од мртвите. И го прашаа велејќи: А зошто книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? А он пак одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се, а Синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде понизен. Но ви велам дека и Илија дојде, како што е напишано за него, и му направија што сакаа.
И кога дојде при учениците свој, виде многу народ околу нив и книжници кои се препираа со нив. И штом го виде, сиот народ се исплаши, а кога се приближија, го поздравуваа. Ги праша книжниците: Зошто се препирате со нив? Тогаш еден од народот одговори и рече: Учителе, го доведов при тебе сина ми во кого има нем дух, и секогаш каде и да го фати, го кутнува и тој запенува и крцка со зъбите и се здравува. И им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. А Исус одговори и рече: О роде неверен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го при мене. И кога го доведоа кај него, штом го виде, веднаш духот го стресе и тој падна на земји и се валкаше запенет. Го праша Исус татка му: Колку време има откако станува тоа со него? Тој одговори: Од детинство. И многу пати духот го фрлал во оган и во вода за да го погуби, но ако можеш, смили се над нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува. И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече: Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. А Исус, што виде дека се собра народ, му забрани на нечистиот дух и му рече: Дух неми глув, јас ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него. И кога извика, силно го стресе и излезе. А момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак, откако го фати за рака, го исправи и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: Зошто ние не можевме да го истераме? И му одговори: Тој род со ништо не може да се истера освен со молитва и пост. И кога излегоа оттаму, минеа преку Галилеја и он не сакаше некој да разбере. Оти ги учеше учениците своји и им велеше дека Синот човечки ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат, а на третиот ден по убивањето ќе воскресне. Но тие не ги разбираа овие зборови и се плашеа да го прашаат. И дојде во Капернаум и кога беше дома, ги праша: Што размислувавте меѓу себе патем? Тие молчеа, зашто патем се препираа помеѓу себе кој е поголем. Па како седнаа, ги повика 12-те и им рече: Кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и на сите слуга. И кога зеде едно дете, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече: Кој прими едно такво дете во моје име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не мене ме прима, туку оној кој ме прати. Тогаш Јован му одговори и рече: Учителе, видовме еден кој во Твое име изгонува бесови, а не врави по нас, и му забранивме оти, не оди по нас. А Исус рече: Не бранете му, зашто никој што прави чудо во моје име не ке може наскоро да говори зло за мене. Зашто кој не е против вас, тој е со вас. И кој ве напои со чаша вода во моје име, дека сте Христови, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. А кој соблазни едно од овие мали, што веруваат во мене, за него е подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море. И ако те соблазнува раката твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку да имаш две раце и да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не гине и огнот не изгаснува. И ако те соблазнува ногата твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку да ги имаш двете нозе и да бидеш фрлен во гената, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не гине, ни огнот се изгаснува. И ако окото твое те соблазнува, извади го. Подобро е за тебе со едно око да влезеш во Царството Божјо, отколку да имаш две очи и да бидеш фрлен во гената огнена, каде што нивниот црв не гине и огнот не изгаснува. Зашто секој со оган ќе се посоли и секоја жртва со сол ќе се осоли. Солта е добра, но ако солта биде несолена,
со што ќе се соли. Затоа имајте сол во себе и мир имајте помеѓу себе. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Духовниот напредок и заедништвото. Во раните 60-ти години на 20-тиот век братот Андреас од Холандија пренел пакет со Библии во Романија со својот автомобил Volkswagen. Изнајмил хотелска соба и почнал да се моли Бог да го запознае со искрена група христијани која на најдобар начин ќе ги искористи овие примероци од Библијата. Тој викенд Андреас му пришол на човекот кој работел на рецепција и го прашал каде може да најде црква. Човекот што работел во хотелот чудно го погледнал и му одговорил: знаете, господине, тука ги нема баш многу. Освен тоа, вие не го разбирате нашиот романски јазик. Зар не знаете, возвратил Андреас, дека христијаните зборуваат еден универзален јазик? Навистина, а кој е тој јазик? Агапе. Службеникот никогаш не слушнал за тој јазик, но Андреас го убедувал со зборовите: тоа е најубавиот јазик на светот. Андреас успеал во околината да пронајде неколку верски групи и договорил состанок со представниците на една верска заедница.
За жал, Андријас не разбирал ниеден од странските јазици со кои се служиле овие луѓе. Така седеле во собата и само се гледале еден со друг. Андријас минал илјадници километри со својот драгоцен товар и сега изгледало дека нема начин на кој би утврдил дали овие луѓе навистина се христијански расположени, односно христијански браќа, или се тука со некоја друга намера. Одеднаш на масата, каде што тие седеле, забележал Библија на романски јазик. Андријас ја отворил торбата и ја извадил својата Библија на холандски јазик. Го побарал текстот во првото послание до Коринќаните, 16 глава, 20 стих, им го покажал насловот на книгата, што тие можеле да го препознаат. Истиот миг на нивните лица се појавила насмевка. Веднаш ја пронашле истата глава и истиот стих во своите Библии и почнале да читаат. Ги почитале овие зборови. Ве поздравуваат сите браќа. Луѓето блескале од среќа. Тогаш еден од нив ја побарал во својата Библија книгата Мудри изрек или Мудри изреки Соломонови, 25 глава, 25 стих. Андријас го пронашол стихот и прочитал во својата Библија. Како студена вода за жедно грло, таква е добрата вест од далечна земја. Така минале половина час разговарајќи исклучиво со зборовите од своите Библии, бидејќи не се разбирале на друг начин. Биле толку среќни во заедништвото кое ги издигнувало над нивните јазични бариери и култури, што се смееле со солзи радосници. Во раните 60 години, на 20 век, почитувани пријатели, братот Андријас од Холандија пренел пакет со Библии во Романија со својот автомобил Volkswagen. Колата била скоро полна со пакет Библии. И изнемил хотелска соба и почнал да се моли на Бога, да го запознае со искрена група христијани, која би на најдобар начин да ги искористи овие примеруци од Библијата што ги понел со себе. Андријас знаел дека пронашол браќа. Кога им го покажал својот пакет со Библии, браќата едноставно почнале радосно да го пригрнуваат и заедно да се радуваат. Таа вечер му пришол хотелскиот службеник и му рекол: погледнав во речникот што значи зборот агапе, но таков јазик не постои. Тоа е грчки збор кој значи љубов. Токму така, на тој јазик разговарав цело попладне, одговорил Андријас. Го познавате ли тој прекрасен јазик? Во ова предавање, почитувани пријатели, ќе научиме како Бог може да внесе во својот голем круг на љубовта, како да не внесе сите нас. Прво, црквата е создадена за заедништво. Исус ја основал црквата за да ги задоволи основните човечки потреби за подкрепа и воспитување. Сите ние како луѓе имаме потреби и токму затоа постои црквата. Тоа не е место на кое би доаѓале да ја покажеме, например, колку сме достигнале, колку сме чесни, како кога се покажува некој модерен бренд и така натаму. Тоа е место, црквата е место на кое доаѓаме за да си помагаме меѓусобно. Апостолската црква била заедница на заемно предани верници. Од описот на ова црква дознаваме следново. И беа постојани во апостолското учење и општувањето, и во раскрашувањето на лебот и во молитвите. А секој ден Господ ги додаваш оние кои се спасува. Дела на апостолите, 2 глава, 42 и 47 стих. Светото писмо ја прикажува, почитувани, првата црква која живо ги повикува верниците во радосно заедништво со семокниот Бог. Цитирам: "Она што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам за да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син Исус Христос."
Ние ви го пишуваме ова за да биде вашата радост полна. 1 Јованова, 1 глава, 3 и 4 стих. Заедницата на верници, зацрстена со пријателството со Исуса Христа, почитувани пријатели, меѓусебно доживуваат целосна радост. Сите тие зборуваат со ист јазик, а тоа е јазикот на љубовта. Христијаните сочинуваат едно големо семејство. Тие стануваат браќа и сестри во Христа, зашто сите имаат сроден дух и природа. Колку што е поголемо единството на верата, толку е, може да кажеме, посилна нивната меѓусебна поврзаност. Едно момче во минатото ја открило вредноста на таквата приврзаност. Момчето еве што вели: кога одев во некоја странска земја, секад имав пријатели, иако никого не познавав. Ја барав најблиската црква и се уверив дека нашето заедничко верување и надеж ги поврзуваат нашите срца. Понатаму тој вели, тоа не беше случајно. Ние си верувавме еден на друг и ја чувствувавме топлината на таа заедница или заедништво. Кон мене се однесува како кон член на семејството во домовите во кои едвај се разбиравме поради јазикот. Верниците на црквите што ги основале Христовите апостоли биле меѓусобно поврзани со истата вера, со истата љубов кон Бога и со истата желба да му служат и да ја проповедаат неговата милост на светот. Ова цврсто заедништво, почитувани пријатели, е еден од изразите на силата со која ова безпомошно и прогонето малцинство го развиждил целиот свет. Второ, црквата што ја основал Исус Христос, има ли таква замисла за верска организација само во човечкиот ум? Исус одговара вака: ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам мојата црква и портите на пеколот нема да надвладеат наспроти неа. Матеј 16 глава 18 стих. Почитувани пријатели, Исус е таа карпа за солниште, камен темелник на својата црква. Која група била дел од овој темел? Еве што кажува Библијата: надзидани врз основата на апостолите и пророците, а голниот камен е самиот Христос. Исус, вели Павле во Ефесјаните 2 глава во 20 стих. Што правил Господ Исус додека апостолите неуморно проповедале? Еве што пишува понатаму: а секој ден Господ ги додаваше оние кои се спасува. Дела на апостолите 2 глава 47 стих. Кога Исус ја основал црквата, ветил дека портите на пеколот нема да ја надвладеат. Тоа го читаме во Матеј 16 глава 18 стих. Црквата и ден денес постои. Имала мокни непријатели, силни непријатели од римските императори до разни диктатори, но крвта на мачениците само прединесувала за незиниот се посилен раст во сите делови на светот. Кога еден христијанин би бил запален на клада или би бил фрлен пред лавови, неколку нови би се придружиле да го заземат неговото место. И затоа црквата многу пати морала тајно да действува, но секогаш излегувала посилна и посилна отколку пред пештерите и пустините. Агностиците и скептиците правеле се од своја страна за да го прикажат христијанството како нелогична идеологија и често предвидувале дека ќе го снема заедно со останатите облици на празноверие. Меѓутоа, христијанската вистина, почитувани, поуспешно од кога било се шири во денешниот научен и секуларен свет. Еден од најголемите предизвици за црквата стигнал набрагу по прифаќањето на христијанството како официјална религија на Римското царство. Црквата, може да кажеме, навидом напредувала, но низ неа се ширел отпад. Во мрачниот среден век изгледала духовно мртва, но Господ секогаш чувал една мала група предани
и храбри војници кои во најтешките мигови во векот светеле како звезди во темна ноќ. Зборот црква во оригинален превод значи еклесија, избрани, повикани. Црквата е посебен народ од кој Бог повикал од светот. Апостол Павле го споредува Христовиот однос кон неговата црква со следниве зборови. Нежен однос на сопругот кон неговата сопруга. Цитирам, зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. Послание до Ефесјаните, 5 глава, 23 стих. Црквата е големо семејство, почитувани пријатели, во кое сите членови воспоставуваат меѓусебни односи и едноставно, несебично придонесуваат за низината благосостојба. Затоа вие не сте веќе тугинци и придојденци, туку сте сограѓани на светиите и домашни на Бога. Ефесјаните, 2 глава, 19 стих. Апостол Павле исто така ја прикажува црквата и како живо тело, чија глава е самиот Исус. Цитирам, тој е и глава на телото на црквата. Колосјаните, 1 глава, 80 стих. Зашто ние сите сме крстени преку еден дух во едно тело, 1 Коринќаните 12:13. Со крштевањето сведочиме за нашата вера во Христа и стануваме дел од Христовото тело. Книгата Откровение ги отсликува црквите како златни светилници. Откровение 1 глава, 20 стих. Како е поврзан Христос со овие светилници. Еве што пишува. Видов 7 златни светилници, а среде 7 светилници некој сличен на човечкиот син. Откровение 1 глава, 12 и 13 стих. Овде Јован го видел воскреснатиот Спасител како чекори меѓу своите цркви, покажувајќи ја својата грижа и блискост со нив во сите времења. Христос никогаш не го остава својот народ. Откровение 1, 12, 13. Трето, црква со цел. Во едно истражување на јавното мислење, спроведено од Галуп, е откриено дека иако 94% американци изјавуваат дека верското искуство им е важно, а само од нив 25% редовно одаат во црква. Многу луѓе денес ја прифаќаат идејата дека верата е лична работа на секој поединец. Својата невклученост тие ја оправдуваат со појавата на лицемерство или лицемерие во црквата. Сепак факт е дека Христос ја основал првата црква, за да ги исполни нашите најдлабоки потреби. И личната посветеност понекогаш слабе кога ќе дојдат тешки денови или тешки времења. Нам ни е потребна подкрепата од другите за да остане нашата вера жива и плодородна. Црквата му е потребна на секој поединец бидејќи заедништвото ни помага да раснеме. Црквата, освен ова, има уште 3 важни улоги. Прво, црквата ја чува вистината. Цитирам, да знаеш како да се однесуваш во Божјиот дом, кој е црква на живиот Бог. Столб и потпора на вистината, вели во 1 Тимотева, 3 глава, 15 стих. Црквата ја чува и ја брани Божјата вистина пред светот. Поединец може лесно, врз основа на своето расудување, да скршне од верата на различни криви патишта, но можеме да прифатиме некои различни ставови, но вистината е она што му припаѓа на Бога. Вистината е она што Бог кажува дека е вистина. Нам ни е потребна, почитувани, заедничката мудрост на другите верници да ни помогнат да се насочиме на клучните вистини на Светото Писмо. Второ, црквата е пример на она што Божјата милост може да го направи за грешните луѓе, за грешниците. Еве што пишува во Библијата. Вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен, за да ги прогласи славните дела на оној кој ве повика од темнината во својата чудесна светлина. 1 Петрова, 2 глава, 9 стих.
Промената што Христос ја прави во животот на верникот го прославува Бога, кој не повикува во својата чудесна светлина. Црквата е втемелена на Исуса, тајната на побожноста, како што вели Павле во 1 Тимотеева 3:16. Низината сила почива на Христовата возвишена присутност во срцето на христијанинот. 3. Божјот народ го објавува Христос на светот. Пред самото враќање на небото, Исус им дал вакво ветување на своите апостоли, односно ученици. Туку ќе примите сила, кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Иерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Читаме во Дела на апостолите, 1 глава, 8 стих. Црквата има големи предности, почитувани, што секаде во светот може да ја проповеда веста за Божјата неисцрпна љубов. Ние, христијаните, имаме голема одговорност да им го прикажеме патот кон Бога на луѓето околу нас. 4. Организирана за да биде силна. Црквата што е основал Христос се одликува со препознатлива организација. Личноста може да биде примена или исклучена од низиното членство. Тоа го пише во Матеј 18 глава од 15 до 18. Божјата црква имала своји водачи, како и место на собирање на ниво на целиот тогашен свет, како и места за собирање. Дела на апостолите, 8 глава, 14 стих. Ги има секако текстови во другите книги. Верниците со крштевање се придружувале кон таа организирана група. Тоа го читаме во Дела на апостолите, 2 глава, 41 и 47 стих. Црквата постои за меѓусебно охрабрување и да внимаваме на тоа да се потикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела. Да не ги напуштаме своите собранија како што некои, на жалост, имаат обичај, туку да се бодриме еден со друг. И тоа до толку повеќе, доколку гледате дека наближува денот. Евреите, 10 глава, 24 и 25 стих. Ова во суштина го прави здравата црква. Низините верници меѓусебно се изградуваат во верата и се храбрат. Бог ја организирал црквата. Црквата да го зајакне својот народ и да му служи на светот. Факт е дека, почитувани пријатели, заедно можеме да направиме многу повеќе отколку како сами поединци. Да ја земеме за пример црквата на адвентистите на седмиот ден. Таа извршува огромно медицинско дело во целиот свет со основање на здравствени установи. Од подвижни амбуланти во сиромашните градски четврти, па до клиники на зафрлените острови на Јужниот Пацифик. Нивните воспитни установи на десетици илјади млади им донеле сознание за еден подобар живот во Христа. Од универзитетот, например, Лома Линда, кој предводи во тие научни истражувања преку високошколските и средношколските установи, па таму до малите мисионерски школи, расфрлени во африканската внатрешност. Таа дели исто така, може да кажеме, хуманитарна помош во подрачјата кои се погодени од елементарни непогоди и глад. Локалните цркви помагаат во исхраната и обликувањето на сиромашните и бездомниците. Мисионерите, понатаму адвентисти, во повеќе од 200 земји во светот ја проповедаат таа радосна вест за Спасителот кој наскоро ќе дојде на оваа земја. Може ли верникот како поединец да го направи сево ова сам? Секако дека не може. Само една организирана група на посветени христијани може да врши вакво широко влијание низ целиот свет. И Христос и апостолите ја нагласувале потребата од едно заедничко дејствување. Не може окото да ја рече на раката, не си ми потребна, или пак главата на нозете, не сте ми потребни. Туку попотребни се оние членови на телото,
што изгледаат послаби, за да нема раздор во телото, туку членовите да се грижат еден за друг. А вие сте, понатаму пишува, Христово тело, а тоа поединачно членови. 1 Коринтјаните 12 глава 21 и 27 стих. Сите делови на телото не се исти, но секој дел е важен и сите мораат да работат хармонично. А окото е одвоено од телото, не може да гледа. Одсечената рака е безкорисна, без разлика дали сме око, рака или само прст, сами не можеме да бидеме вистински делотворни за Христос. Припаѓањето на црквата и единството со другите верници на црквата едноставно не зајакнува како верници. Понатаму, радоста на богослужението, длабоко во нашите срца постои потреба да го обожаваме Бога. Меѓутоа, ако немаме таква прилика, тоа со време може да исчезне. Зато сме повикани да му го изразиме на Бога своето најдлабоко одушевување. Дајте му на Господа слава на Неговото име. Поклонете му се на Господа во светата убавина, вели Давид во Псалом 29:2. Мојата душа гине и копне по Господовите дворови. Моето срце и моето тело извикуваат кон живиот Бог. Псалом 84:2. Како се чувствувал псалмистот додека одел кон местото на богослужение? Еве што пишува. Се зарадував кога ми рекоа да одиме во Господовиот дом. Псалом 122, првиот стих. Каква е улогата на музиката во јавното богослужение? Пишува во Библијата следново: служете му на Господа со веселба. Дојете пред Неговото лице со радосни извикнувања. Псалам 102 стих. Фалете го Бога во Неговото светилиште. Фалете го со звуците на рогот, фалете го со псалтери лира, фалете го со игра и тапанче, фалете го со жичани инструменти и кавал. Се што дише нека го фали Господа, алилуја, пишува Давид во Псалом 151 и од 3 до 6 стих. Во Библијата стои дека даровите се составен дел од славењето на Бога. Дајте му на Господа славата на Неговото име. Принесете жртви, влезете во Неговите дворови, поклонете му се на Господа во сејот на Неговата светост. Псалом 96, 8 и 9. Дојдете да се поклониме и да паднеме, да му се поклониме на Бога, нашиот Создател. Псалом 95, 6. Проучувањето на Библијата, почитувани пријатели, и проповедта се најважниот дел на новозаветното богослужение. Почнувајќи од Петровата проповед на денот на Педесетницата, книгата Дела на апостолите ја открива клучната улога што Божјата реч ја имала на богослужението на раната црква. Во Дела на апостолите во 2 глава може да прочитате: од протестантската реформа па се до нашите дни, сите големи верски будења се темелеле на проповедање од Библијата. Може ги се запрашате зошто? Зашто Божјото Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни, и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето, вели апостол Павле во Евреите 4:12. Што се случува со црквата? Некој приговара дека црквата е полна со несовршени луѓе, што веројатно е и вистина. И таму има грешници, но вистината е и она што го рекол Бечер, господинот Бечер. Црквата не е галерија за изложување на блескавите христијани, туку школа за воспитување на несовршените. И токму така. Бидејќи никој од нас не е совршен, ни црквата не е совршена. И покрај тоа што црквата е надеж на светот, според Исусовите зборови од една од неговите кратки или куси приказни, вели дека каколот расте во житото. Тоа го пише во Матеј 13, 24 до 30. Некој предложил црквата да се нарече Сдружение на оние на кои им е простено и кои самите проштајваат. Кога ги читаме новозаветните послања на апостол Павле, согледуваме дека апостолската црква имала
тешки проблеми во своите редови, а и денешната црква има недостатоци и не е совршена. Секој од нас понекогаш дошол во црква очекувајќи да биде нахранет со Божјата реч, а се вратил гладен. Ние знаеме дека има луѓе или проповедници кои не се однесуваат одговорно спрема своите верници, како и верници на црквата кои не живеат како што проповедаат. Некои цркви станале толку нелюбезни што еден верник рекол: толку е студено што би можеле да се лизгаме на ледот меѓу редовите. Понекогаш е многу тешко да се заборават сите овие недостатоци и да се види Христовата првична намера за неговата црква. Понекогаш за некој е многу поедноставно да се побегне од проблемите. Меѓутоа, почитувани, да не забораваме дека нема толку проблематична заедница на верници која би можела да го уништи или поколеба каменот. Темелот на црквата, самиот Исус Христос, затоа нашата единствена надеж е секогаш да гледаме во Спасителот кој служи за нас. Црквата секогаш ќе остане место на кое грешниците се среќаваат еден со друг и со Бога. За местото на кое го сретнал Бога, Јаков рекол: навистина Господ се наоѓа на ова место, но јас знаев колку е страшно ова место. Не е друго освен Дом Божи, ова е врата небеска. 1 Мојсеева 28 глава 16 и 17 стих. Христос е и темел на главата на црквата, нејзин спасител и Господ. И покрај низините недостатоци црквата му припаѓа нему. Оние кои доаѓаат во неа и го насочуваат својот поглед кон Христа, ќе ја видат неговата слава, неговата сила на спасение. Тие ќе доживеат една божествена радост, радост која произлегува од заедништвото со другите браќи и сестри во верата. Како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водно капење во Словото и да ја представи пред себе славната црква која нема дамка ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорачна, пишува апостол Павле во Ефесијаните 5 глава од 25 до 27. Црквата за Исус е толку важна што се дал себе си за неа, не само за поединците, затоа и нам треба да ни биде важно припаѓањето на црквата. Припаѓате ли на некоја заедница, почитувани? Дали сте дел од Божјото тело? Која црква денеска е вистинска, може би се прашувате? Колку вистински вери или цркви Исус има на овој свет? Едно тело сте и еден дух, како што сте и вие повикани во една надеж на вашето звање, еден Господ, една вера, едно крштевање, пишува во Ефесијаните 4 глава 4 и 5 стих. Бидејќи Христос има само една вера, како можеме да ја препознаеме таа вистинска вера? Исус ни дал клуч за пронаоѓање на вистинската црква. Цитирам: ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали е наукава од Бога или зборува само од себе. Јован 7 глава 17 стих. Кога ќе решиме да ја твориме Божјата волја, тој ќе ни помогне да видиме дали науката на некоја црква доаѓа од Бога или е тоа само човечка традиција. Најважната одлика на црквата е низиното теолошко и практично почитување на Божјата реч. Вистинското заедништво се гради, почитувани пријатели, на Светото писмо, а не на дејствувањето на харизматични водачи или влијателни институции. Пред да се одлучите да се придружите на некоја црква, на некоја заедница, важно е да се запознаете со некои теми за кои ние досега не зборувавме. Лекциите кои следуваат во иднина ќе откријат неколку важни начела за донесување исправна одлука за вистинската црква или заедница. 26-та лекција или предавање посебно ќе се занимава со овој предмет. И затоа ве повикувам да не следите. Продолжите да ја откривате вистината во следните предавања. Чекорете во светлината
како што ви ја открива Бог во Светото Писмо. И малку по малку неговата волја ќе ви станува се појасна. Духовно жив христијанинот е оној кој го отвара својот ум и своето срце за да ја прифати вистината која што Бог ја открива во својата реч. Боже и Татко на сите нас, секогаш ќе ти бидем благодарен што ја примив радосната вест за Исуса Христа. Благодарен сум им на оние кои се жртвувале проповедувајќи го Евангелието. Јас сега сакам да станам дел од големата заедница која проповеда Твојата љубов. Амин. Почитувани гледачи, полека доаѓаме до крајот на нашата утринска програма. Би сакал и денеска да ви понудам една убава книга, библиски четива. Сите вие кои сакате да имате бесплатно ова илустрирана книга, богата со фотографии кои укажуваат на делови од Светото Писмо, значи илустрирана Библија за млади може да биде ваша. Не може да ја купите во книжарите, но еве ние ви ја подаруваме доколку се јавите на нашиот дежурен телефон 077 819 82
8. А доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме бесплатна дописна библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на самиот крај, драги гледачи, ви благодарам на вашето внимание што бевте денеска со нас. Поделете ова емисија, ја имате и на Facebook страната, но и на нашата YouTube страница, на нашиот канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Споделете ја со вашите роднини, со вашите пријатели. Ви закажувам нова средба, до наредната емисија, останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.